Ви благодарам. Колешка Затуровска, пред само 70 дена од оваа говорница се обраќаше денешниот премиер на Република Македонија господин Зоран Заев и слушајќи го неговиот говор и неговите зборови, да бидем искрен, човек да поверува дека треба да постои инклузивност, дека навистина се подава рака за соработка, дека се цели Македонија да се промени од она што било во минатото, но само по нецели 24 часа се вративме на истото. Социјалдемократскиот сојуз, лично од устата на актуелниот премиер Зоран Заев, објави дека првата реформа на новата влада е промена на јавниот обвинител. И дури и верувавме дека и да се промени јавниот обвинител, човекот ќе остане на зборот, а кажа дека јавниот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата или дека јавниот обвинител ќе се бира со двотретинско мнозинство, но на крајот ништо. И од тука се започна. Од тука започна оваа дебата, од тука започна заканите кон сите политички неистомисленици, дека сите буквално ќе одговараат заради тоа што имаат една грешка, а тоа е не припаѓаат на оваа политичка провиненција и не размислуваат исто како овие луѓе. Во исто време, за жал во Република Македонија, она што беше ветувано, а беше ветуван живот, испадна неживот. Се прават најразлични промени незаконски во сите институции, цвета непотизмот, последниот пример го кажавте, генералниот секретар на влада си ја поставил својата баба на комисија за жалби. Во Република Македонија за жал се случи елементарни непогоди, цела Република Македонија гори, а како никогаш досега незапамтено ниту еден министер од 90-та навака во вакви случаи буквално на елементарна непогода не отишол на одмор. Актуелниот министер за земјоделие си се сонча некаде на шпанските плажи. Во моментов разговараме за некакви мигранти кои што треба да дојдат во Република Македонија, акционен план, министерката за труд и социјала исто така си е на одмор. Во Струга гори депонијата, министерот за животна средина никаде жив го нема да се појави. Република Македонија за 70 и нешто дена се задолжи со повлекување на девизните резерви преку 320 милиони евра. Министерот за финансии за жал не знае каде се наоѓа ни во време, ни во простор. Човекот не може да си прибере приходите, зошто од каприз, бидејќи другите министри ги сопреа сите проекти. Не се работи така, почитувани колеги. И тоа, за жал, само уште една реченица, на 15 октомври ќе добие епилог од граѓаните на Република Македонија. Благодарам.